9 истраги и 2 обвиненија. Осомничени десетици лица, а 21 обвинет. Тоа е епилогот од работата на специјалното јавно обвинителство од формирањето до денес. Сите истраги беа на буквата Т, само обвиненијата кои завршија во кривичниот суд и за кои се очекуваат судски процеси останаа без име. Но да почнеме од почеток. Јавноста за прв пат ја виде Катица Јанева и обвинителките Фатиме Фетај и Ленче Ристовска во акција во февруари, кога беше презентирана и првата истрага Титаник, која се однесуваше на тоа како владини представници местеле избори. На тапет се најдоа екс-министрите за внатрешни работи и транспорт и врски Гордана Јанкуловска и Милејана Киески. Концептот најчесто е ист, Јанева ја најавува истрагата. Може да почнем? Фетај ја образложува со доза на театралност, по која стана позната во јавноста. Почитувани, основно прашање кое мора да го одговори ова обвинителство е кој, на кој начин, со кои средства и крајно со какви мотиви вршел незаконито прислушкување во Република Македонија. Ристовска пак трпеливо одговара на прашања кои секогаш ги има многу. Сега ќе започнеме со новинарски прашања, со тоа што на почетокот сакам да разјасниме нешто. Во март следеше истрагата за случајот тортура за апсењето на претседателот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, а за прв пат на листата на осомничени се најде до тогаш недопирливиот поранишниот шеф на УБК Сашо Мијалков. Моќта и на функцијата и воопшто општата представа за личноста на директорот на УБК произвела едно безпоговорно постапување на полициските службеници и серилна покорност на неговите наредби, вклучително и на оние наредби како што е ова, со која што директно се напаѓа човековото достоинство. Наред со третиот случај тврдина, дојде прислушувањето, односно незаконското уништување на опремата за следење на комуникации, осомничени повторно раководни лица од УБК и Јанкуловска. Со истрагата за транспортер во која прв осомничен е градскиот татко на Битола Владимир Талески, кој плаќал поскап превоз за ученици, се покаже една друга страна на Фетај, дека во сета сериозност на случаите, таа знае и да се пошегува. Денеска ќе имате можноста изворно да се запознаете со веројатно најскапиот превоз за ученици во светот, кој што го плаќал градот на конзулите, од средства од буџетот на Република Македонија. До тогаш стана јасно и дека истрагите секогаш почнуваат на буквата Т, а следеше Т-ната за уривање на објектот Космос, каде прв осомничен е поранишниот премиер Никола Груевски. Тогаш Фетај порача дека не постои совршен злостор и упати јасна порака. Правдата ќе го стигне секој оној кој се огрешил пред законот. Тоа е наша цврста верба и определба. Со трезор како што покаже истрагата на СЈО, освен што незаконски била уништена опремата за прислушување, некој во УБК и се офајдил околу 860.000 евра со незиното купување и одржување. Стана јасно и дека Коста Крпач, кој се самоуби, бил сведок на СЈО во случајот. Парите, како и вистината, секако шило. За прв пат истовремено беа презентирани две истраги, Топлик и Тендер, едната за продажба на земјиштето за изградба на Сончев град во Скопје, а другата за тендерот за дополнителни работи при изградбата на музеот на ВМРО, при што буџетот на два пати бил оштетен за околу 1.000.000 евра. Осомничен повторно Јана Киески, но се појави и ново име, неговата колешка министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска. Но токму последната истрага на СЈО Таргет ќе даде одговор на основното прашање за кое беше формирана институцијата, кој прислушувал и како. Според СЈО немало странски служби, туку слушала УБК и тоа незаконски, најмалку 5.817 броеви. До сега ние не поседуваме докази во насока на тоа дека од страна на странски служби или жолти комбиња или како и да беше вашето прашање, е вршено незаконското следење на комуникациите. На мудрите досетки на Фетај веќе навикнавме, но овој пат нејзината порака се однесуваше не само до осомничените, туку за сите. Нападот врз човековите слободи и права е најсилниот удар врз едно цивилизирано демократско општество. Сега е ред на таквото општество да возврати.
Но истрагите не би биле комплетни доколку не резултираат со обвиненија. За сега се две: за незаконско уништување на документацијата од системите за прислушување и за демолирањето на општина Центар. И покрај инсистирањето на Ристоска да не каже кои се обвинитите. Јасно е дека на суд ке се најдат Груевски и Јанакиевски, а првото рочиште кое беше одложено е презакажано за после изборите на 16 декември. Јанева од почетокот непоколеблива. На првиот прес порача дека правдата ќе победи, а на последниот со уште поцврст став. Јавно кажувам дека никој нема да ме обесхрабри, ниту може да влие врз исполнување на оваа задача што вие граѓаните ми ја дадовте. СЈ ужива голема поддршка во јавноста, а Јанева е свесна за тоа. Уставот, законите, правдата и вистината, како што порачува, се на низина страна, а дали некој ќе заврши за дрешетки, ќе покаже времето.